Со оглед на ситуацијата која што имаме по COVID-19 и очекувањата кои што не се баш во позитивни влијанија за понатамошниот развој на вирусот, во координација со Министерството за здравство и со нашата регионална болница која што имаме при општина Кавадарци со директорот, договоривме овие средства кои што ги имавме да ги ребалансираме и вратиме во буџетот со една единствена цел, поради тоа што ние секоја година како совет и како општина ја поддржуваме здравствената заштита. Меѓутоа, овие средства беа наменети за општите работи на самата болница. Со одлука на управен одбор и со одлука на директор за да си ги наменат таму кај што е најнеопходно. Но поради тоа што кај нас е предвидено со план на Министерството за здравство и во комуникација со министерот за здравство да се догради уште еден објект при нашата болница, пошто еви колеги лекари, знаете вие дека немаме посебно инфективно оделение, тоа би било иднина некое си инфективно оделение. Општина Кавадарци начелно даде првична согласност, нормално во координација со областни советници, сега запознаеме јавноста, дека при градењето на новиот објект кој ќе биде од монтажен карактер, меѓутоа од траен карактер, општина Кавадарци ќе земе удел финансиски во делот на целокупната мрежа, водоводна, канализација, електрика и градење на фундаменти и плато за самата монтажна болница за инфективно оделение. А Министерството за здравство ќе го преземе другиот дел за монтажа на тој објект и за опремување на самото оделение со 50 до 60 кревети. Што значи ова? Ова значи дека овие пари кои ќе ги ребалансираме сега од 1.400.000 ќе бидат многу повеќе, но кога ќе ја донесе Министерството одлуката да ја гради, да го гради овој објект, ќе направиме, ако треба и воредна седница на совет, тогаш ќе направиме комплетно ребалансирање и нашата инвестиција ќе биде некаде околу 4 до 5 милиона денара. Така да точна пресметка нема, со предмет пресметка кога ќе биде изготвена и кога ќе дојде денот да се обелодени тоа, општина Кавадарци ќе вложи троструко од ова сега што го намалуваме во делот на здравствената заштита. Така да прашањето и размислувањето на место, ние нема да се оградиме од здравствената заштита, поготово во вакви моменти кога сме најнеопходни на населението, без разлика од кој поглед ќе биде, дај Боже да биде се у нормала. Сакам тука исто да потенцирам да кажам дека општина Кавадарци со оглед на сите ситуации кои што беа настанати по COVID-19 и со полициските часови, и со карантините, и со ограничувањето на работењето на сите институции, благодарение на доброто менаџирање и функционирање на целокупната општина, вклучувајќи го од совет па до последната јавна институција која што имаме, јавни предпријатија, образование, општина, интензивно работивме овој период, немавме вакуум период од неработење, освен со исклучок на образовниот и предучилишната образовна институција. Сме у добра кондиција. Кога викам у добра кондиција, мислам дека тоа што го сработивме во тој период, додека беше карантинот и сите работи, ние во полза на финансиска конструкција на општината, не сме загрозени финансиски, нормално приходите се намалени, меѓутоа сме сега во преговори со 2 до 3 компании. Едната компанија ќе ја именувам и нема зошто да не ја споделам со вас, советниците и со јавноста. Тоа е досегашниот монопол кој што го имавме во општина Кавадарци, а собственост е на IGM Trade. Сме во преговори. Таму веќе генералниот план и деталниот план е сменет да биде домување. Ево нека биде информации за сите жители кои што се околу тој монопол кој што бил на времето, дека ќе се почне со рушење на монополот комплетно. Тоа е површина негде околу 24 метри квадратни и оваа компанија има план тука да изгради колективно домување, стамбено домување. Така да по основ на комунали и по основ на уредување на градежно земјиште, расположени се како компанија IGM Trade, како одговорна компанија општествено, да го уплатат авансно комуналите. Значи сите комунали да не ги уплатат авансно, станува збор за прилично добра сума, негде од 30 до 40 милиона денари, така да сме здрави и живи, наредната недела ќе го дефинира
собственикот целокупниот дел, нормално според законите и урбанистичките планови, да можеме тие средства да ги намениме во делот на комуналната изградба на градот и тоа земјиште кој што ги има таму е напуштено подолго време и е небезбедно за самото население да стане една урбана средина за колективно домување од добар размер и карактер, така да очекуваме тука добри средства. Исто сакам да спомнам да ви кажам дека при крај урбанистичкиот план кој што го работиме по име Младински и новиот суд, тој урбанистички план кој ќе биде изготвен, конечно ќе најдеме правата функција и намента на напуштените објекти повеќе од 35-40 години, тоа е Младински, новиот суд, Пионерски, Котларата. Урбанизацијата е во завршна фаза, ќе го поднесеме тоа во министерство, па нормално понатаки ќе донесеме одлуки за легализација на тие објекти и за понатамошен контекст на намена или функционирање на самите објекти. Има неколку опции физибилити студии направени и од продажба и од ставање во функција на тие објекти, така да општина Кавадаци има динамичен план направено, финансиска конструкција за своји собствени приходи, така да нема да останеме кратки во делот на финансите. Исто така би образложил за тоа што ова седмица е претежно за ребалансирањето на буџетот. Заклучно со 36-ти, нашите основни приходи на општината се 85% запазени во делот на претходната година и покрај COVID-19 кризата која што имаме. Така да ланската година со основни приходи од 330 милиона сме завршиле. Оваа година очекуваме тие основни приходи да не паднат од 300 милиони, што е 95% исполнување на обврските. Од друга страна, комуналната изградба, која што имаме во општина Кавадаци, и сега со ова ребалансирање, ние комплетно ќе имаме 100% завршена комунална изградба. Малку каснеме во делот на асфалтирањето, од наредната недела се почне со поголем интензитет за работа. Сакам да потенцирам да кажам и покрај она што инвестираме во здравствената заштита, ќе инвестираме доста со овој ребаланс кој што го разгледавте и во образовниот систем. Тоа значи дека училиштето во Марена, училиштето во Бегниште, училиштето во Дреново ќе добијат за оваа година нов систем за греј. Односно до сега кој немал информација, за жал, тие училишта се грејат на индивидуално грејење или на чумбиња, некако како да кажеме, на шпориња во самите училници, кое што не доликува на еден образовен систем. Со ова ребалансирање тие ќе добијат централно грејење на пелети и на дрва, така да ќе имат комбинација и по еколошко грејење и нормално централно грејење да биде. Средното училиште гимназија добива средства од 5,5 милиона денари од собствени заштеди на општината и на благодатоците кои што ги имаме за намена и ќе ги реконструираме комплетно сите санитарни чворови во средната гимназија која што имаме у Кавадаци. Тоа значи дека до сега има таму околу 34 санитарни чворови на 3 ката, сега ќе добијат 45, ќе бидат порелаксирани и ги правиме за прв пат општина Кавадаци, ќе ги направиме тие санитарни чворови да бидат комплетно, на некој начин кажано автоматски, така да нема допири со раци, да нема допири на чешми, на кваки и на сите работи, да биде сето тоа автоматски со сензори и со педали направено, за да може да имаме една безбедност и еден пример на школа како што треба. Исто би додал и би кажал дека со оглед на тоа дека ги ребалансиравме средствата од самиот настан Тиквишки Гроздобер, ова година нема да одржиме настан од јавен карактер со голем обем. 7 септември брзо се ближи, тоа е голем ден за општина Кавадаци, ден на нашиот град. Тие средства се ребалансирани и се ставени во наменски средства за комунална изградба, за образование, за заштита, здравствена заштита. Сакам да потенцирам и да кажам дека програмата која што веќе ја имаме усвоено, дека 7 септември ние како ден ќе го одбележиме со ветниците, градоначалник нормално и дел од бизнис секторот во оној дел како што значат протоколите. За денот имаме планирано положување на свежот стечај на споменикот на
ослободувањето на општина Кавадарци, едно символично закројување на лоза на самиот плоштад за да го одбележиме почнување на грозје берењето. И во истиот ден ни е планиран да имаме свечено отварање на винскиот музеј. Кавадарци ќе добие за прв пат вински музеј, а и за прв пат во нашата држава ќе имаме вински музеј. Така да после тоа завршуваме со свечена седница на Совет, која што истак ќе одржиме во киносалата и доделување на 7 септемврски награди. Во делот на она што го имавме како коктели, како огномети и неосновани приходи, комплетно ги имаме отстрането, така да биде едно символично одбележување на самиот ден. И сакам да потенцирам да кажам дека од месец октомври најкасно би почнали со изградба на зелениот пазар. Тоа е добро, Кавадарци да има комунална изградба, Кавадарци да има движење во делот на економијата, не само заради нас како чинители на јавни функции кои што ќе направиме едно подобро утро за нашите граѓани, меѓутоа тие средства се сливаат и се приливаат пак кај нашите компании кои што вработуваат луѓе и економијата на некој начин ја поддржуваме и ја движиме со самата изградба на јавни објекти, на комунална изградба. И би потенцирал, би кажал, ми се чини дека од утре треба да отпочнат со изградба на новата трибина на градскиот стадион. Тоа е една голема придобивка за општина Кавадарци, еден стадион кој ќе заличи на прав стадион. Тоа не е комплетна донација од Фудбалската федерација на Република Северна Македонија, така да таму немаме ние инвестиција, комплетна донација од федерацијата и на благодарност и до федерацијата. И успех е наш за градот Кавадарци, нормално и за фудбалскиот клуб Тиквеш. Сакам да дадам вака една оптимистичка гледна точка на цела ситуација за економијата во општина Кавадарци, покрај тоа што по формирањето на владата треба интензивно да почнеме преговори со Министерството за земјоделие и со винарските визби за откуп на грозјето, пошто тоа најмногу ни тежи како ситуација, меѓутоа во овој момент немаме од спротивната страна, ајде да не речем стабилен, него сериозен преговорач за тоа што владата во неизвестност е да формира, не можеме да разговараме и да видиме во која насока ќе се движат тие работи. Сакам да потенцирам да кажам дека компанијата Дрекстремајер е на сериозно размислување за проширување на производните капацитети за дополнителни види вработувања и јас како градоначалник верувам дека и вие како совет, меѓутоа и сите граѓани во општина Кавадарци ќе се трудиме и ќе дајме се од себе за тие дополнителен погон кој што треба да го има Дрекстремајер со 2000 до 2500 вработени и тој остане во општина Кавадарци, не биде во друга општина. Така да тоа е една позитивна работа за општина Кавадарци, пошто и сами знаете дека невработеноста се зголемува, поради тоа што имаме ситуации каде што многу сегменти у делот на економијата се погодени од оваа работа, прехранбена индустрија, угостителска индустријска, автомобилска индустрија, така да ова за општина Кавадарци нема да биде себична работа, меѓутоа ќе биде една голема грижа за нашите граѓани, за да може да не останеме со зголемување на невработеноста, која што е една од најсериозните причини за депресивниот социјален момент во самата општина. Така да, ова што денеска како ребаланс ќе го донесеме, ние до крајот на годината уште еден ребаланс ќе имаме на пеглање на сите ситуации и во тој ребаланс или на воредна седница ќе го донесеме сумата за здравствена заштита во делот на изградба на дополнителни капацитети за инфективно оделение на општина Кавадарци.
Inel го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.